Штетите во земјоделството од екстремно ниските температури која зафатија Кочанската котлина во текот на јануари доправа ќе излезат на површина откако ќе започне вегетацијата на есенските култури. Земјоделците од село Бели велат дека најмногу настрадале пченицата и јачминот кој практично се и најзастапени. Па ужитјата, имам нива, не е никнена још од снего, лошо времето, лошо. По-лошо не е било, чини ми се, за земјоделец особено. Друга година не е било, никни си убава сега и још не е никна, 6 декара имам така на едно место една. И још сега ако се стопли нешто и може ќе има грешка, сигурно ќе има грешка. Жителите кои живеат на повисоките населени места велат дека оваа зима е една од најтешките и дека покрај штетите во земјоделството и овощарството, тие се соочуваат со проблеми со подготовките за пролетната сеидба. Од друга страна и дивечот кој поради студот и немањето храна во планините се симна мощне ниско, ги преорува нивите и дополнителни штети. Деновиве група диви свињи влегле во селото. Диви свињи тоа некна е видел еден, 2-13 викате у селото. Почна и на нивето, значи прават штета. Белските земјоделци се надеваат дека екстремно ниските температури се минато и дека временските услови значително ќе се подобрат за благовремено да започне кроењето на лозите и овошките, како и подготовките на површините за пролетната сеидба.